Завършихме шестата точка, извежда. Сега пред да одиме на шестата точка, избор на управниот одбор, на нов управен одбор. Сакам да донесеме на одлука со која што мандатот на стариот управен одбор ќе заврши, ќе донесеме одлука дека е завршен, но и пред тоа да го направиме, сакам и ќе станам за тоа. Сакам да поздравам прво најстариот член на друштвото, Шишко Илија Баловски, што од самото основање, тој е основач на ова дружение, 61 година точно во Венеска, е активен член на нашето дружение, на Пастранка струга. Посакувам сите ние да достигнеме такво нешто и сакам да му доделам едно признание за животно дело на Шишко Илија Баловски. Една слика Шишко да не сликат. Две за будра. Що ме платите, појте сликајте. Добри таа чест да се спомне моето име и да се рече два збора кои важат исто кои 102. Затоа што не си многу рекол, ако многу си зборувал. Може и малку да зборуваш, а многу да речеш. Затоа, јас прво го поздравам собранието. Поздравам сите вас. Ви посакувам добро здравје, лична среќа и успех во работата, а напорно и успех во резултати од креативно преговор. Се најдохме овде, се сретнаваме и на улица, се знаеме и уште повеќе ќе се знаеме. Затоа што работиме како што коалиција не викаме, како што рекол Господ. Најпоштено, најискрено, најдобарски. Јас би ви рекол една реченица што е рекол многу паметен човек од мене. Поспоредба се вика, ако некој човек само еднаш прочита една книга, цел живот ќе ја памти. Вие знаете дека е така. Секој ден ќе прочита 5, 10, 20 книги, а наодни од сите тие една напомет ќе ја знае цел живот. Така и мене ми се случи. Ова го користам прилика затоа што кога сме на Собир, некоја десетина на спортските сега рекреативни риболовци, и внимавајте да збор не креативни, него рекреативни, бидејќи има суштинско значење тоа. Така го рекоа сега, така нека вика, ние сме истина тие. Таквата ситуација се јави од далечната 1951 година, мощна иницијатива, се формира иницијативен одбор, се одржа основачко собрание и се формира друштвото Северна Пастранка, на кое се однесно друштво е следбеник на тоа друштво. И све што го створило, све што направило, е откликвача и на следбениците. И таа данешната 1952 година, кога некој од нас некој бил роден, треба да знаеме во принцип како луѓе дека животот не почнува од денес. Историјата не почнува од нас. А ако не знаеме за она што било вчера, нема да знаеме за денески што ќе би и поголемо утре. И обратно, денеска е ова што се случува како резултат на она што било вчера. Тој период, претходниците ваши, во кој за жал или за среќа, јас од бројните сум последен,
И до кога то никой не го знае, нити го посакува, нити ще викаш го посакува, али се паметам за извънредни достигања на тоа друштво, на тоа време, на тие луѓе, и за кои чврсто верувам дека и вие тоа ќе го направите. Во тој период, мал беше поим дека треба да има друштво, дека треба да има фондот на риби во села страна, а постоа во нашиот амбиент, Струшки, тој беше фантазија. Ниеден филм од серијата Обстанак не можеше да се спореди нити денеска со положението која беше тука. Тука вареше од риба. Тука немаше најлон, тука немаше димензија на јадица. Доволно не беше конец од мечка макара, јадица двојка, и тапа од ситката што растеше возне. И со него се бајчеше и од тука беа категорија на риболовците, чучавци и вараличари. Значи чучавци тие што седне покрај платано, покрај риба, со тапата и ќе чека да дојде рибата. А вараличари беа оне што работеа со блинкер, со варалица. Друштвото многу динамично тргна на први корец. И стана прво во Југославија. Тоа имаше збратимени односи со неколку друштва, како беше Мостар, во Врања и така натака, низ Македонија исто така, али најважното е тоа што друштвото беше фактор до основање на Сојузот на спортските риболовни друштва. Пред формирањето на друштво на 25. мај 1950, на 25. јануари 1952 година, во Македонија постоја само 4 друштва. Спортско риболовно друштво Вардар Скопје, Спортско риболовно друштво Брегалница Штип, Спортско риболовно друштво Бабуна Титоверес и Спортско риболовно друштво Битова. И тога, како и сега, на законот за Сдружение на граѓани може да формира само 5 членови, така и тога Сојуз можеше да има само ако има 5 здруженија. И формирањето на спортското риболовно друштво дојде како допуна на законот и уште истиот месец, нели, на крајот односно наредниот месец, февруар месец, формирање спортско риболовно сојуз. И то некој не го знае, некој не сака не го знае, али ако некој пишува историјата, не може да не го спомни спортското риболовно друштво Вардар, Пастранка, дека беше фактор за формирање на сојузот. И после тога се редеа врни пострели, како што е способност да организира савезни надпревари, да организира купови, Југословенскиот 11 куп и Македонскиот и многу други работи се и све што беше успешно и позитивно посакува и понатака вие да го наследите и да постигате исти резултати. Јас се останал сведок на минатото, нели? И така да можам без една белешка што да зборувам, но не сакам сега да го намалам на ритмот кој го имате во работата, кој е по моја осена на човек со искуство, на ниво, на голема честитка и голема благодарност. И благодарам